денешното издание на емисијата Мој збор, празнично, велигденско, ќе говориме со Софи Божиновска и со незината мајка Александра Божиновска. Односно, оваа емисија ќе ја посветиме токму на младите и во контекст и во духот на денешниот празник, новото почнување на животот токму преку децата, односно преку младите. Кога еден млад човек, кога едно дете е мотивирано во исто време да се занимава со 4 хобија, тоа представува силен предизвик за него, му треба многу голема педагошка поддршка и насока, меѓутоа пред се представува силен предизвик и за родителите на тоа дете, кои што треба да менаџираат соодветно со сопственото време, со времето на детето, да овозможат услови да има детето и свое сопствено слободно време, меѓутоа и да не ги запостави училишните обврски. Како изгледа едно секојдневие на мајка и на дете кое што има 4 различни хобија, што тие подразбираат под концептот на слободно време и дали од ова хоби очекуваат дека во иднина ќе се изроди еден успешен професионален спортист или професионален уметник во Македонија. Останете со нас во продолжение и проследете ја денешната празнична емисија. Софи, здраво, ти благодарам што си гостинка во емисијата Мој збор. Ајде, представи се за нашите гледачи, што ќе кажеш за себе? Колку години имаш, каде учиш и со што се занимаваш во слободно време? Имам 7,5 години. Добро. Учам во Лазо Трповски и се занимавам со спортови. Јас слушнав дека ти многу сакаш пливање. Дали е тоа вистина? Да, Од кога почна да се занимаваш со пливање? од 4 години. Од 4 години. Тоа е, значи, веќе 3,5 години ти активно спортуваш и се занимаваш со пливање. Колку пехари до сега доби? Прв пехар ми е. Ова ти е прв пехар. Годинава го доби, така? Да. Дали имаше некој идол или некој во твоето семејство кој што се занимава со пливање, па сакаше да го наследиш, или онака ти дојде идејата? Татко ми. Татко ти? Освен пливање? И џиџицу. Так. Што најмногу ти се допаѓа кај овие два спорта? Пливање. Пливање? Софи, јас слушнав дека ти имаш многу добри ментори, многу добри професори на часовите по пливање и џиу-џица. Дали е тоа точно? Да. Што научи од нив? Научив убаво да пливам и да се надпреварувам на трки. Имаш ли ти воопшто слободно време? Или Да. постојано си на тренинзи? Како изгледа еден твој ден, да ни го опишеш? Изгледа убав. Убав и исполнет, предпоставувам. Дали имаш време да се дружиш со другарчињата? Да. Колку време неделно одиш, посетуваш тренинзи? Како изгледа тој распоред? На пливање одам вторник, четврток и недела или сабота, а на џиџицу само понеделник, среда и петок. Так. А на цртање исто сум среда и понеделник. Кога сме веќе кај цртањето, што најмногу сакаш да црташ? Најмногу сакам да цртам пеперутки, мачиња, кучиња и фамилија. Која ти е омилената боја? Со што најмногу сакаш да боиш? Дали сакаш цртежите да ти се така пошарени или имаш некој свој стил каде што работиш со неколку бои? Имам да ми се пошарени. Да ти се пошарени. На колку години ти почна се ова да го постигнуваш? Кажа, со пливањето си почнала од 4 години, џиу-џица кога почна? Од 6. Од 6 години. Со цртање колку време се занимаваш? Многу. Многу. Како почна цртањето? Почна од дома или одеше на некој курс или на училиште или во градинка? Кога го откри твојот талент? Кога почнав да цртам од мала. Значи дома. Прво твоите родители го препознаа, така? Потоа наставничките, дали наставничките во школа го препознаа, дали те поддржаа? Така. Така? Добро. Кажи ми како е со училишниот успех? Добро. Постигнуваш ли да учиш? Да. Дали сакаш да учиш? Да.
Сакаш и да танцуваш истовремено. Зашто хип-хоп? Што ти е најинтересно? Затоа што е подинамично, има повеќе ритам? Или затоа што е модерно? Подев порано на хип-хоп, ама се татко ми и мајка ме одлучија на латино да одам. Така, и што повеќе ти се допаѓа тебе? Латино. Како изгледа кога ти нешто сакаш да правиш? Како им кажуваш на мама и тата дома? Им кажувам дека ми е убаво и си поминав убаво. Каде, со што сакаш да се занимаваш во иднина? Претпоставувам дека професионално нема да можеш со се да се занимаваш, нешто ќе мора и хоби да остане. Што најмногу од сите овие 4 хобија тебе ти исполнува и би сакала во иднина, ете, може би да бидеш уметничка, да бидеш пливачка? Сакам да бидам пливачка. Значи тоа ти е фокусот. Дали ќе продолжиш со сите хобија да се занимаваш, дали имаш нешто ново на ум? Што би сакала да го пробаш? Па трчање. Трчање, атлетика? Да. Како си задоволна, како твоите другарчиња те поддржуваат во тоа? Те поддржуваат ли? Да. Да. И задоволна си поради тоа или мислиш дека малку повеќе треба да ги мотивираш и тие да се вклучат со тебе? Задоволна сум со тоа. Софи, ти благодарам што беше денешна моја гостинка во емисијата Мој збор. Ти посакувам успех и се гледаме повторно кога ќе освоиш некој друг златен медал, повторно да ми додеш во емисија. Договорено? Да. Александра, ја слушнавме Софи, видовме едно многу мотивирано, едно многу живо дете кое што навистина сака активност и е нејзиното секојдневие, верувам дека е полно со планови и вашиот распоред изгледа многу густо. Како ти како родител, секогаш ме интересирало како изгледа секојдневието на еден родител кој што има толку мотивирано дете? Здраво, Магдалена, пред се ти благодарам за поканата за да бидеме еве дел од вашите гости и да ја представиме мојата најдрага Софи во едно многу убаво светло за нејзин успех, кој што навистина не направи многу горди родители. Нели морам да признам, за како секој родител, така и ние бевме многу горди и среќни на нејзиниот последен успех. Како изгледа нашето секојдневие? Многу динамично, морам да ја признам, меѓутоа доста избалансирано и организирано. Кога станува збор за активностите на Софи, навистина знаеме да бидеме доста организирани, се со цел нели за да се запази незината секојдневна рутина, односно нели секако како и на сите останати нас денот ни почнува со обврските посебно незини на училиште, па потоа следат и незините активности. Меѓутоа не можеме да го занемариме фактот дека мораме да најдеме и време малку и да има и Софи одмор и секако нели да има дружба со другарчињата. Така да, навистина е динамично, посебно со незините активности кои што бараат навистина доста организација и посветеност. Меѓутоа како родители ние што можеме да направиме е најмалку тоа, барем да се организираме за да она има можност и да постигне се каде што треба да оди, меѓутоа не со цел да биде тоа мора, туку за да биде она среќно дете. Тоа сакав баш да те прашам. Обично приговорот и критиката е кон родителите упатена да не ги форсираат премногу нивните деца да идат на различни курсеви, хобија да имаат, меѓутоа вие имате една обратна ситуација кај што имате дете кој што бара постојано некоја нова активност и се пробува во различни сфери и тука претпоставам и се открива и на површина доаѓа и нејзиниот талент. Како вие како родители тоа го изменаџиравте? Како се движеше тоа соопштување од нејзина страна на сопствената желба прво да се занимава со пливање па сите други Така, значи дейности? Ние сме родители кои што и дозволуваме на Софи да проба се и даваме некоја насока, меѓутоа на крај на денот е таа која што ќе одлучи дали ќе сака да продолжи со активноста или не. Софи е едно многу мало, интересно и многу амбициозно девојче, морам да признам, бидејќи уште од најрана возраст имаше цврст став и имаше знаеше што сака да прави и на каде сака да тера, да кажам слободно. Морам да ја пофалам и искрено да ја се заблагодарам на една наша не ни беше тогаш познаничка, сега ни е Сара од Монтесори,
уште од најрана возраст почна да оди на Монтесори курсеви од незина. Знаеш дека ми била гостинка во емисијата? Да, многу ми е мило, немам контакт сега со незе, меѓутоа се надевам ако ова го гледа, од си срци се заблагодарувам, бидејќи она беше една од тие фундаменти што ги постави на Софи да сака да истражува, да сака да биде љубопитна, да прашува, да не престанува со прашањата и Софи многу навистина и се роди една таква желба, односно Сара ни даде насока дека треба да посетува и некој спорт. Иако како мала и татко и дедо има желба и насока да почне да се занимава со некој спорт, а тоа да биде пливањето, бидејќи е навистина како спорт многу здрав за развојот на едно детенце, така и одлучивме и почна Софи да оди на часови по пливање, каде што навистина многу не изненади од незината желба да биде толку многу посветена и за многу кратко време многу брзо напредуваше. Ја префрлија и во големиот базен. Исто така да го поздравам и тренерот Нено, кој што не живее веќе во Македонија. С мојот сопруг му е посебно благодарен, бидејќи беше токму тој што ја роди љубовта кон пливањето и ја насочи во една таква насока да биде здрава, дека е многу убаво да се биде спортист во здраво тело, здрав дух. Па така, еве до ден денес со незините тренери Спиро и Даре, кои што нижат навистина многу големи успеси, како нели Софи со нив, така и они со незе, взаемно се заслужни за ова денес што го постигнува Софи и сме неизмерно благодарни. Инаку да, имаше коментари од типот дека ја форсираме многу, од страна, нели, не е убаво и не е здраво за едно мало дете толку да спортува или да има толку многу активности. Меѓутоа, верувајте, Софи е неуморно дете и покрај овие 4 активности кои што ги посетува, она бара уште, она сака да пробува, она сака да оди на најразлични активности, нели, не дека не сме и дозволиме, меѓутоа сметам дека некогаш треба и да кажеме и ние повозрасните стоп, бидејќи како и на нас, така посебно на дете како незина возраст и треба некогаш одмор. Како изгледа слободното време на Софи? Затоа што вака кога се говори и се презентира тој густ распоред, изгледа дека како да нема слободно време. Како ги менаџирате училишните обврски? Каков е нејзиниот однос кон наставната програма, затоа што ние во Македонија имаме така една покрута наставна програма кај што се предаваат малку посувопарно работите. Многу се децата, да кажам, изложени на фактичко учење уште од најмала возраст и тоа може да знае да биде досадно кај деца кои што се многу креативни. Меѓутоа ти го спомна и Монтесори, процесот на учење и совладување на тие техники на учење кои што подоцна ви помогнале правилно да се насочите. Има ли кај неа некој отпор кон самата училишна програма или напротив тие Монтесори техники на учење правилно ги применува и кога треба да ја совлада наставната материја? Да, значи можам да кажам дека нашето секојдневие навистина, како што напоменав и на почетокот, е доста динамично, меѓутоа со страшно добра организација. Морам да го поздравам мојот сопруг кој што е страшна поддршка и огромен ветер у грб, што како за мене, како нели сопруга, мајка и родител, така и за Софи, затоа што без него и негова помош, нели, мора да постојат двајца за сето тоа да биде добро организирано и избалансирано. Со оглед на тоа дека дома имаме уште едно малечко момче кој што е година и пол, кој што си има своји потреби и нели си бара внимание, верувајте, навистина знае да се случи да биде доста напорно. Меѓутоа, како што напоменав, со добра организација, кога се сака се може. А од аспект на тоа како изгледа секојдневието кај нас и еден нели обичен ден и како сето тоа Софи го постигнува на училиште, како што напоменав, она уште од самите почетоци имаше некој добар фокус и додека е на училиште навистина е фокусирана, додека ја земеме она оди во целодневна настава, така да во текот на денот како што учат, така и си ги завршуваат домашните обврски задачи. Така да можам да кажам дека сум една од посреќните родители каде што Софи си ја завршува домашната обврска во текот на сатницата додека е на училиште.
Секако дека посветуваме доста внимание дома на учење, посебно во текот на викендите, да се провери што се научило и како се научило, дали треба нешто да се надокнади. Меѓутоа јас верувам и се надевам дека да, Монтесори си го направи своето, односно да придонесе голем дел Софи да биде фокусирана, да знае што учи, како треба да научи. Морам да напоменам дека сето тоа после од кога завршивме со Монтесори едукацијата, продолживме во нашиот едукативен центар, каде што се работи по STEM методологија. Софи ги посетува тие часови редовно, така да има доста активности каде што не е само спортување, туку има некоја си активност, да речам, прилагодена на нејзина возраст, каде што преку истражување и игра доаѓаме до нови знаења, да не биде оној момент со училиштето каде што се учи само да се учи, сувопарно. Оно што морам да го забележам дека и ти како родител и ти како мајка си премногу активна, прво си премногу присутна во животот на своите деца и тоа понекогаш знае да биде навистина исцрпувачки, затоа што самото одгледување на деца како активност во текот на денот самото по себе знае да биде многу исцрпувачко. Тука се лачи многу кортизол, многу хормон на стрес, постојано сме прво во зголемена внимателност да не ни паднат, да не се повредат и така натаму, а потоа и обрнуваме внимание на она воспитна функција, на развојната функција и така натаму. Дали сметаш дека токму тој начин и твој пристап и твој родителски, како и на твојот сопруг, на таткото, се важни за таа да едноставно го види примерот кај вас и сака исто така и она да е активна во текот на својот ден? Да, може би си во право тука, како велат, родителите се децата, точно, пример за децата и децата се огледало на родителите. Јас како родител се трудам максимално да се вложам прво во родителството и морам да признам дека сум една многу среќна мајка, исполнета со доста прво слободно време и флексибилно од аспект на тоа дека се занимавам малку со сопствен бизнис, па можеби затоа имам простор повеќе да бидам посветена на своите деца. Да, мојата цел е да и долувам на Софи дека во животот треба да го работи тоа што ја прави среќна и дека треба да биде задоволна со тоа што го има. Јас и мојот сопруг секогаш се трудиме тоа да и го доловиме, дека не треба да гледа наоколу, дека треба да си гледа пред себе и дека треба да биде и среќна и задоволна со тоа што го има. Се надевам дека сме на добар пат, бидејќи како што напоменав, Софи е една доста хиперактивна, меѓутоа и многу среќно девојче, обкружена е со многу љубов и растена е со многу љубов пред се од нас најблиските, така да да, се надевам дека на добар пат се движиме и дека сме и пример на Софи како сето тоа треба да изгледа во денешно време, иако со оглед на тоа во какво општество живееме. Навистина доста се трудиме да работиме и на тоа поле. Дали некогаш ве совладува умор? Претпоставувам вас родителите ве совладува умор, меѓутоа дали и тоа се случило кај Софи, затоа што пред да почнеме со снимање на емисијата ми рече ќе мораме нешто да редуцираме затоа што таа има толку полиња на интерес да веќе не е возможно нели физички да се постигне тоа. Дали некогаш се жали на умор и како изгледа тој момент кога можеби мотивацијата ќе попушти, дали тоа зависи од спортските резултати, од спортските успеси што ги постигнува, дали впрочем овој пехари и сите овие признанија и успеси што ги има на терен се тие кои што ја мотивираат дополнително да продолжи, а ако го нема тоа можеби ќе отсуства и моментот на дополнителна мотивација. Така, да, се случило, не сме машини, како ние, така и Софи, се случило да има умор, што меѓу мене и сопругот, што помеѓу Софи. И секој пат кога ќе видиме дека доаѓа веќе до таков момент, правиме пауза, обавезно. Се случи тоа и во декември месецот, кога Софи се разболи. И навистина кој имаше најмногу надпревари во сите активности што ги одеше, одморивме, не испорсиравме, се со цел за нејзино добро и здравје пред се. Тука морам да го напоменам сопругот дека страшно добро и дава совети и многу ја мотивира и он има многу доверба во мојот сопруг, гледа како негово идол и се што ќе каже, јас мислам дека Софи прави, пошто навистина многу му верува.
Последното еве баш кога беше пехарот кога го освои, мислам пресреќна доаѓа кај нас и вика: "Леле тато, јас колку многу се израдував, можам да замислам ти колку си среќен." Мислам самиот начин покажува дека она навистина многу верува во него и тука морам да го напоменам тој момент со подигнување на самодоверба, со страшна дисциплина во џиу-џицу спортот совлада. Морам да ги поздравам и незините тренери Александар и Кате, кои што навистина се трудат многу да работат со деца на незина како незина возраст и верувајте дека навистина има разлика, се гледа што во дисциплината, што во самодовербата, во споредба со другите дечиња навистина, нели дете како дете секогаш има момент на точно, меѓутоа навистина на многу високо ниво е крената самодовербата кај Софи, верува во себе и нели многу се труди, многу вежба, многу работи и сето тоа допридонесе нели да ова да биде наградата за незиниот труд, незиниот успех. Меѓутоа да, кога има потреба од одмор, го правиме, посебно за летниот распуст, кога ја оставаме Софи да си биде дете и да ужива во летните денови, кога нема школска година и кога и треба одмор, да си игра со другарчињата надвор. Сепак станува збор за 8-годишно детенце, каде што нели пред се ни е најважно и незиното детство. Так. Како реагираат незините другарчиња? Не случајно ја прашав тоа затоа што и нели тоа е третиот агент на социализацијата, врсниците, врсничката група, и дали ти си забележала дека другите незини другарчиња и врсници се исто толку активни, па можеби и таму ја добива идејата да се занимава со различни хобија, или сепак има некој друг момент на мотивација, како на пример од дома што ја стекнува од своите тренери и така натаму. Како мислам чисто твоја субјективна проценка за незината врсничка група? Искрено има, да, во незиното деление има дечиња што се активно се бават со спорт. Меѓутоа како Софи која што е насочена на толку многу активности, искрено нема и не сум ни сретнала во нашето обкружување. Да, можеби е доста амбициозно, меѓутоа ние како родители навистина можеби изгледа префорсирано. За нас е многу поважно да е спортски активна, отколку да сиди дома пред малите екрани, на телефони. На секој родител знам од работа вратен му е многу тешко и е најлесно да се остави пред малите екрани, меѓутоа долгорочно гледано, нели на крај на денот ние за нив и работиме, па и живееме и нашата цел е да колку што можеме да ги оттргнеме од тие, нели, да не речам лоши навики. Так. Кои се твоите очекувања од Софи? Сега, бидејќи и неја ја прашав, она рече дека е најмногу заинтересирана за пливањето и дека фокус е пливањето и сака со тоа професионално да се занимава. Меѓутоа, очекуваш ли дека можеби понатаму во животот ќе се смени таа одлука, па ќе се преориентира повеќе кон цртањето или можеби ќе дојде некое друго хоби? Сепак станува збор за дете во развој, мало дете кај што не може децидно да се каже строго дека тој талент ќе заврши во професија и секако мора да се одлучи за нешто затоа што веќе има 4 хобија. Како ти како мајка, како некој кој што е повозрасен и ги поминал тие сите етапи на развој, гледаш на незината мотивираност и посветеност и дали можеби имаш некои перспективи, огледи со што понатаму ќе се занимава? Да, со оглед на тоа дека веќе оди на 4 активности кои што навистина се од една страна и имаат нешто заедничко, меѓутоа и се доста различни. Ќе оставиме времето да покаже. Секако ние даваме фокус и предност на тоа што она најмногу дава интерес. Во моментов да, тоа е пливањето. Не можеме да го занемариме и моментот со џиу-џицата, танцувањето и едно од поубавите хоби да кажам. Меѓутоа таа танцува и дома. Мислам дека уште од најмали нозе, како и секој дете нормално си танцува на музика по дома, многу сака да игра. Секогаш секаде на музика кога и да чуе, па дури во автомобил, она навистина сака да игра, да танцува. Она што најмногу ме израдува е дека е доста креативна и од секогаш пројавувала желба за цртање. Дома, како мала,
зидовите ни беа цели шарани, буквално ни беа со графити од најмало рачен изино до цели куќи нацртани со фломастери и дури навистина е толку голем обожател на фломастери, значи толку ми е лесно кога никој ќе ме праша каков подарок сака Софи да добие за роден ден, ми е најлесно. Фломастери толку, значи толку многу да сака да црта, јас навистина сум импресионирана. Буквално ќе си се затвори у соба и ќе дојде со некој убав цртеж. Дали тоа е фамилиарен, најчесто сака да не црта нас фамилиарно, мене, татко и брат и она, и навистина изненадува со тоа што имаше минатата година и направив еден многу убав споменар, односно се викаше Ренилото на Софи, ги сумирав сите цртежи од најмала возраст, од првиот цртеж кога го има нацртано, дули или тоа и да се некои цртки, и ги собирав сите и ги дадов ни ги укоричија, буквално сите цртежи до сега што ги имаше направено во една книга. И таа се викаше Ренилото на Софија, толку многу убава и за нас е со нели огромно значење и вредност, затоа што кога ќе порасне ќе си ги има за спомен, па секогаш ни прави лампиони, па не црта, па и правиме магнети, па дома за на фрижидер да си ги ставаме. Навистина имам многу голямо чувство за цртање и осет. Па така и се одлучивме да ја пратиме на часови, како нели нешто покреативно да ја смири, навистина многу ја смирува, како што би рекла пливањето и джиджицата, играњето се по како да кажам, по физички ангажман бара. Точно. Цртањето е сосема нешто спротивно и навистина многу ја смирува. Многу ми е драго што ни е многу блиску од дома, така да не ни е некоја голема обврска за носење и организација и навистина ужива во тоа. Посебно сака да црта кучиња, нешто за низе, како да кажам, толку да сака да биде влюбеник е во кучињата и кога ќе пораснете имаше и желба дека сака да биде ветеринар, многу сака кучиња и цело време ги црта дома. Така, можеби тоа е една од незините идни професии, можеби ќе ги има неколку. И уште едно за крај прашање. Ти како едукатор, знам дека си едукатор, работиш со деца во Smart Lab, колку го применуваш сето ова што го гледаш на Софи? Не мислам во смисла дека таа ти е експеримент, меѓутоа да си дел од незиниот развој, си вклучена и можеби заедно ти како родител паралелно се развиваш и ги развиваш своите вештини да ги разбереш децата и психологијата на децата многу подобро. Нели јас откако сум родител некако на поинаков начин пристапувам на сите деца. Колку ти помогна оваа работа како родител со Софи во твојата едукаторска дејност? Многу. Морам да напоменам како велат секое дете си е своја за себе и своја приказна. Ете дома ги имаме две и навистина се едното и другото многу различни. Се надевам дека нели ќе да бидеме како за Софи, така и посветени родители за Александар. Меѓутоа, да, ми помогна многу од аспект на тоа дека, како што напоменавте, не дека Софија е експериментот во целиот овој процес на Smart Lab, нашиот едукативен центар, меѓутоа, навистина многу ми помага прво од аспект дека нешто кога правиме и треба да пробаме некој експеримент, секогаш прво со незе го пробуваме дома, дали ќе биде успешен, нели? Па потоа се насочуваме и го промовираме во нашиот едукативен центар. Навистина многу се трудиме и она е на пример како треба едно похиперактивно детенце да се скроти и да се насочи во нели некоја активност каде што бара и смиреност. Бидејќи во денешно време е малку потешко да се скротат похиперактивните дечиња отколку нели помирните, поинтровертните, меѓутоа па за разлика од Софија, поинтровертните па бараат многу внимание, посветеност и да се поработи на нивната љубопитност, сепак се позатворени како дечиња и бараат доста посветеност и внимание. Така да, многу ми помага, како нели физички во целиот тој процес на водење на целиот тој бизнис, така и нели со насоки, односно јас учам преку незе како сето тоа треба да биде нели правилно или неправилно насочено во едукативниот центар. Иако морам да го напоменам и моментот дека она ми ја вроди љубовта за креативност, да се насочиме на уште еден нов бизнис каде што се работи, односно платформа каде што се работи со
млади жени, предприемачи, жени кои Так. сакаат да бидат успешни или едноставно да се припуштат на моментот, да избегнат од секојдневието и да дојдат на една многу убава опуштена работилница, каде што има и нетворкинг, каде што се запознаваат и се дружат. Така да многу, еве да кажеме, тренд периодов, како во светски рамки, така и кај нас. Работиме доста на такви работилници и можам да кажам слободно дека сум и благодарна на моја Софи за целиот тој момент и креативност да се вроди со нешто ново и интересно. Кога сме веќе на тема колку учиме од сопствените деца, можам да потврдам и јас многу учам од мојот син и покрај тоа што уште нема ни 3 години, учам некои вредности во животот кои што како да сум ги заборавила, потиснала или во трката подобро да се адаптирам во општеството, некако сум ги потиснала во себе. Слободата, креативниот дух, опуштеноста, емпатичноста кон другите луѓе се некои од вредностите кои што секојдневно ги гледам кај син ми и сакам да се потсетам на нив и да ги применувам малку повеќе во моето секојдневие. Ти благодарам уште еднаш што беше моја гостинка. Ти благодарам, Магдалина, и на тебе, и мене ми го направи денот поубав. Ви благодарам уште еднаш дека постоите и дека нели има убави вести кои што треба да се споделат со јавноста и можеби ќе бидеме еве пример па и поттик за некој родител повеќе да се насочи кон сопствените деца и дека на крај на денот тие се најважните во нашиот живот. Така, тоа е идејата на денешната емисија. Ти благодарам уште еднаш. Ти благодарам. Постојат многу причини кои што може да не мотивираат да бидеме активни, меѓутоа секоја активност значи и присуство и поголем ангажман во личниот развој, а индивидуалниот развој е еден маратон кој што се трча со повремени пречки, меѓутоа е многу важно да се истрае на патот за да се оствари сопствената желба. Детските хобија воопшто не се наивна работа, тие се индикатор дека кај едно дете има доста голем број на таленти и од нив во иднина може да се изродат професионални спортисти, односно професионални уметници, а задачата на родителот тука е да ги ослушкува желбите на сопственото дете и секако да му пружи поддршка и правилно да го насочува во неговиот сопствен развој. Вие следевте денешната празнична емисија Мој збор, а јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. До тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме.